Најмалку уште 5 лица ги загубиле животите во сообраќајни несреќи на македонските патишта за непол месец, откако 22 годишната Фросина Кулакова беше смртно прегазена во Скопје. Ако така продолжи трендот да се развива во оваа година, ние ќе зборуваме за катастрофални бројки. Познавачите велат, човечкиот фактор и непочитувањето на правилата во сообраќајот се најголемите причини за црниот биланс на македонските патишта. Тоа го увидовме и при 2 куси експеримента во Скопје. За половина час најмалку 10 пешаци преминаа на булевар каде што не е дозволено и најмалку 6 возила поминаа на крстосница на црвено светло. Тоа е резултат пред на она што го зборуваме секојдневно, а тоа е неодговорното однесување на учесниците во сообраќајот, али буквално во сите категории. Од пешаците, кои се најмасовна и најнеодговорна група на учесници во сообраќај, до професионалните возачи кои треба да бидат пример како треба да се вози, а тоа не го прават. Според статистиките од МВР, во 2024 година се случиле вкупно 8457 сообраќајни незгоди. Во нив 142 лица ги загубиле животите. Најголем дел од жртвите се возачи, 85 лица. Пешаците се на второ место со 24 загинати. 33 пак од загинатите биле патници или сопатници во возилата. Според професорот од Факултетот за безбедност Никола Дујовски, македонското општество доцни во воведувањето нови мерки за побезбеден сообраќај. Европските статистики велат дека на 1 милион жители во Европа, генерално во Европа, гинат од прилика 40 луѓе и ние сме сега во 2025 година на нивото на безбедност во сообраќајот на кое што земјите во Европа беа во 2000 година. Значи, од прилика 2,5 децении заостануваме по однос на превземањето на мерки за заштита на луѓето, за заштита на страдањето. Една од мерките на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот се редовни кампањи за одговорно однесување. Ние се занимаваме со превенција. Значи да не дојде до причините, а не да ги лекуваме последиците. А за да не дојде до причините, мораме да ги потсетиме граѓаните дека не може да возат ако пијат, не може да пијат ако возат. Мораме да ги потсетиме граѓаните дека треба да се почитуваат правилата и прописите пропишаната сообраќајна сигнализација. Мораме да ги потсетиме бидејќи забораваат дека треба да се стави заштитен појас и затоа имаме се кампањи или да не користат смарт телефон или мобилен телефон додека се учесници во сообраќај. Подобри и квалитетни патишта, намалување на сообраќајниот метеж, функционален јавен превоз, алтернативни премени за пешаци и велосипедисти. Тоа се дел од мерките што ги предлагаат експертите. Во Европа пешаците едноставно ги нема на главните булевари или тоа е исклучително ретко само таму каде што не можело да се направи поинакво решение. Ние имаме неколку точки во Скопје каде што имаме подземни пешачки премини или надземни пешачки премини кои се во лоша состојба и не се користат или недоволно се користат. Треба да инвестираме да се подобрат посебно подвозниците, да се воспостави таму добар ред за сообраќај затоа што одете во било кој милионски град во Европа, впрочем сличен на Скопје во соседството, па дури и во еден Белград, едноставно пешаци немате на главните булевари. Според поатоците од МВР, најчеста причина за фаталните сообраќајни незгоди лани било брзото возење. Непочитувањето на ограничените брзини довело до 2037 сообраќајки. Едно од можните решенија, според професорот Дујовски, е смирување на сообраќајот и на булеварите. Зборувам за средства за смирување на сообраќајот во народот познати како легнати или лежечки полицајци, кои што дефинитивно ја намалуваат брзината на движење до посакуваните 30 км на час. Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, најави дека системот Безбеден град и Безбедна држава ќе биде целосно активиран идната година. Замислата е преку видеонадзор да се евидентираат и казнуваат прекршувањата во сообраќајот. Во наредните месец дена ќе работиме интензивно на целокупната легислатива која што е потребно да се промени и се надевам дека до крајот на месец април, на месец март ќе имаме првична верзија на сите закони кои што ќе треба да влезат во процедура, се со цел да месец април влезат во владина процедура, а се надевам и до крајот на месец април влезат и во собраниска процедура. Но тоа што се бара од надлежните е цврста казнена политика еднаква за секого.
доколку имаме казни кои што би требало да бидат и зајакнати и би требало да се воведат и некои нови начини на казнување, за возачите едноставно да станат свесни дека државата стои позади една строга казнена политика и нема да отстапи од тоа да го заштити животот на учесниците во сообраќајот. Сепак, личната одговорност на секој учесник во сообраќајот е на прво место. Доколку бидете концентрирани, почитувате пропишани правила и прописи, не гледате по секоја цена да поминете без разлика дали е прекршок или не, одите по пропишана брзина, не возите ако пиете или не пиете ако возите. Едноставно сте концентрирани додека сте во сообраќајот. Јас верувам дека ќе има 0 жртви во сообраќајот. Тоа е многу важно да го разберат и помладите, но и сите учесници во сообраќајот. Нема играчка, нема шега со возилото. Никој не смее лекомислено да остави и да верува дека нема да се случи некоја голема трагедија доколку на тој начин пристапуваме кон одговорноста во сообраќајот. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.